Добар ден, драги ученици! Јас сум професор Силвана Ѓоргов од Средното училиште на град Скопје Владо Тасевски. Денес ќе учиме за предмет и задачи на историјата. Драги ученици, вие во основно образование се запознавте со предметот историја. Денес ќе се потсетиме што е историја и што се проучува преку овој предмет. Историја е наука која го проучува развојот на човекот, општеството од најстарите времиња па се до денес. Историјата ни овозможува да се запознаеме со минатото и законитостите на општествениот развиток. Низ проучувањето на историјата осознаваме дека светската цивилизација и денешните достигнувања се резултат на долговековните заеднички напори, борби, жртвувања, подвизи, откритија на многу генерации и умови од сите народи во минатото. Високиот степен на развиток кој го имаме денес не би бил можен без наследството кое го имаме од претходните поколенија. Постои една латинска поговорка која вели: историјата е учителка на животот. Зборот историја има грчко потекло и означува испитување, исследување, раскажување, познавање на се она што се случило во минатото. Херодот за прв пат го употребил овој збор за именување на својата книга Историја, книга во која наместо да прикажува митови, легенди, тој се обидел рационално и реално да го толкува минатото. Херодот е наречен татко на историјата од страна на римскиот говорник Цицерон. Историската наука ги проучува и објаснува настаните и појавите во минатото во научна смисла. И таа се нарекува историографија, пишување историја. Луѓето кои се занимаваат, односно го проучуваат минатото, се викаат историчари. Историчарите ги објавуваат своите истражувања и сознанија за минатото во различни книги, списанија, енциклопедии, атласи, научни и образовни емисии на радио, телевизија и на интернет. Во наставата по историја се изучуваат само најзначајните настани, појави и процеси од минатото, кои имале пресудно влијание во општата или националната историја. Предметот историја може да биде многу интересен ако размислиме дека ќе учиме приказни за кралеви, кралеци, председатели, диктатори, за сјајот и бедата, за храброста, успехот и неуспехот, за среќата, за тагата, за градење, уривање, подемот и падот, откритија кои ги промениле луѓето, откритија кои го промениле начинот на живење и размислување. Ако овие наши приказни ги сместиме во години и векови, ќе имаме и забава при учењето и полесно ќе разбереме каде, како, кога, зошто нешто се случило, подобро ќе ги разбереме причините и последиците од тие настани. Запаметете, секој пат кога учите, да знаете да одговорите на овие прашања и во колку сте во можност користете историски карти. А како дознаваме? Како добиваме информации? Информации за минатото добиваме врз основа на сочуваните остатоци кои ги нарекуваме историски извори. Разликуваме неколку видови историски извори: материјални извори, пишани извори, усмени извори. Усмените извори се пренесуваат усно од генерации на генерации. Тоа се легендите, приказните, народните песни и во нив има многу фантазија и преувеличување и не се секогаш точни и затоа историчарите ги користат внимателно, главно кога има недостиг од други извори. Материјалните извори се разновидни. Во материјалните извори спаѓаат разните предмети од секојдневниот живот и тоа може да бидат алатки, коски, орудија, садови, ѕидини, цртежи, слики, оружја, пари, обредни садови, споменици, накит и друго. Колку некои предмети се пронајдени подлабоко во земјата,
толку се постари и се зборува за настани од далечното минато. Што мислите? Дали вие имате некој предмет кој може да биде материјален извор? Пишани извори се папируси, надписи, хроники, книги, документи, писма, повелби, мемоари, тестаменти, весници, извештаи, патописи. Тие се многу сигурни и даваат значајни податоци за минатото. Се чуваат на различни места, во архиви, библиотеки, музеи и друго. Што мислите, дали некој ваш документ може во иднина да послужи како пишан извор? Според предметот на изучување, односно истражување, историјата се дели на општа историја и национална историја. Општата историја го проучува минатото на човештвото во целина, односно се проучува минатото на повеќе народи и држави. Национална историја е кога се проучува минатото на еден народ или држава. Например, кога учиме за нашата држава, за нашиот народ, за се она што се случувало на овие простори, уште од камено време, за неолитските населби, за големата империја на Александар, за создавањето на глаголицата, за поробувањето, за револуционерните идеи на хероите на нашето минато и што било најважно во нивниот живот, патот до создавањето на нашата држава. Сето тоа е наша национална историја. Уште во минатото, луѓето се обидувале да го пресметуваат времето. Различни народи различно го сметале времето. Например, египјаните го сметале времето според владеењето на фараоните, грците според олимписките игри кои се одржувале на секои 4 години, римјаните од настанокот на Рим, муслиманите од хиџра. Па така можело да се случи еден ист настан да биде според некој пред 150 години, а според други пред 500 години. Затоа се пројавила потребата сите да користат едно исто сметање на времето. Христијанското сметање на времето започнува од раѓањето на Исус Христос и денес се применува речиси во целиот свет. Периодот пред раѓањето на Исус Христос го нарекуваме пред новата ера, а за настаните од раѓањето на Исус Христос го нарекуваме нова ера. Историјата на човештвото се дели на 5 периоди. Праисторија или предисторија, Стар век, Среден век, Нов век и најнов век. Целокупното минато на човечкото општество се дели на 2 големи периоди – праисторија и историја. Праисторијата е најстариот период. Започнала од настанокот на човекот и траела до појавата на првото писмо и држава. Праисторијата се дели на камено и метално време. Откако се појавило писмото и имаме напишани сведоштва, започнала историјата. Таа започнала пред околу 4000 години пред новата ера и се уште трае. Стариот век е најдолгиот историски период кој траел до 5 век од нашата ера. Во овој временски период народите достигнале висок културен и технички развој. Сумерите, вавилонците, египјаните, феникијците, македонците, хелените, римјаните и други. Покрај материјалните остатоци, за овој период има многу значајни писмени извори. Средниот век траел од 5 век до крајот на 18 век. Средниот век започнал со големата преселба на народите во Европа, кога се поставуваат темелите на современа Европа. Во раниот среден век постои еден темен период кога се е во службата на црквата и се подзабораваат достигнувањата на луѓето од стариот век и нема многу прогресивни мисли. Но, во доцниот среден век, во времето на хуманизмот и ренесансата, и откривањето на нови континенти се отвараат и нови хоризонти за човекот. Новиот век започнува со француската буржуаска револуција во 1789 година и завршува со почетокот на Првата светска војна во 1914 година.
Тоа е време на колонијални освојувања, на брз стопански развиток на повеќе европски држави и развој на повеќе науки. Најновата историја го опфаќа периодот на двете светски војни, атомски бомби, економски кризи, создавање на нови држави во светот, едно ново општествено уредување, социјализмот и неговото пропаѓање, напредок во технологијата, патување во Вселената и воведување на компјутерите во секојдневните комуникации. И ние овие денови, кога сме соочени со оваа онлайн настава, и ние сме учесници во испишувањето на страниците по историја од најновиот век. На крајот, драги ученици, би ве замолила да направите една ваква табела и во првата колона да запишете зашто знаете за некој настан. Настанот може да биде по ваш избор. А во втората колона што сакате да научите за истиот тој настан. На крајот од учебната година дополнете ја колоната за тоа што сте го научиле. Ви благодарам на вниманието.